10 најинтелигентни луѓе во светот. Мозокот е најмистериозниот дел од човечкото тело. Тој е најважниот дел од нашиот систем. Но што е навистина со мозокот, што прави другите луѓе да изгледаат толку паметни? Некои ги нарекуваат абнормалности, но други го земаат како подарок. Има многу најинтелигентни луѓе ширум светот. Остануваме само зачудени и заинтересирани да дознаеме кои се најпаметните луѓе на светот и што постигнале. Дозволете ни да ги погледнеме луѓето со највисок IQ забележан досега. 10 најинтелигентни луѓе на светот. Под 10. Гари Каспаров. Наводно има IQ 190. Каспаров тотално го воодушеви светот кога одигра нерешено против шаховскиот компјутер кој можеше да пресмета 3 милиони позиции во секунда во 2003 година. Тој е шаховски велемајстор од Русија. На 22 годишна возраст тој стана најмладиот неприкосновен светски шампион, победувајќи го тогашниот шампион Анатолий Карпов. Под 9. Филип Емеагвали. Се тврди дека Емеагвали има IQ 190. Филип е инженер, математичар, компјутерски научник и геолог, роден во Нигерија. Тој беше еден од двајцата добитници на наградата Гордон Бел во 1989 година, награда од ИЕЕЕ за неговата употреба на суперкомпјутер во поврзување со машина за да помогне во откривањето на нафтени полиња. Под 8. Мерилин Вос Савант има потврден коефициент на интелигенција од 190. Во 1985 година Гинисовата книга на рекорди го прифати IQ резултатот на Вос Савант од 190. Според marilivosavant.com таа 5 последователни години беше кронисана за жена со најголем коефициент на интелигенција. Таа тестирала дури 228 различни IQ тестови. Покрај тоа, таа е популарна колумнистка за магазинот Парада. Преку, исто така, прашајте ја Мерилин и читателите можат да испратат загадки и прашања на различни теми за Вос Савант, да ги реши и одговори. Под 7. Мислав Предавец. Се тврди дека Мислав Предавец има IQ 192. Хрватскиот професор по математика Мислав Предавец се најде на 7-то место на листата на топ 10 на интелигентни луѓе во светот. Тој е основач и преседател на General IQ Society, елитна организација на интелигентните луѓе во светот. Тој е и собственик и директор на трговско друштво. Под 6. Рик Роснер. Се тврди дека има IQ 192. Надарен со неверојатен коефициент на интелигенција од 192, Роснер не би се сметал за еден од најинтелигентните луѓе во светот. Тој има грубо и тврдо однесување откако помина неколку години како шаблон. Тој е американски телевизиски продуцент, најпознат по создавањето на телевизиското шоу Чипс. Роснер подосна разви преносна сателитска телевизија во партнерството со DirecTV. Под 5. Кристофер Майкл Ланган има потврден коефициент на интелигенција од 195. Ланган е американски автодидакт со коефициент на интелигенција наведно помеѓу 195 и 210. Медиумите го опишуваат како најпаметниот човек во Америка, како и најпаметниот човек на светот. Почна да зборува на 6 месеци, покрај тоа тој се научил да чита кога имал само 3 години. Ланган развил теорија за односот помеѓу умот и реалноста, која ја нарекува когнитивно-теоретски модел на универзумот. Под 4. Доктор Евангелос Кациулис. Се тврди дека Евангелос Кациулис има IQ 198, познат по филозофија, технологија за медицински истражувања и психофармакологија. Тој е основач на светската разузнавачка
мрежа ВИН, меѓународна организација на општеството со висок коефициент на интелигенција. Исто така тој пронеде организација AAA.GR, пионерски доброволен тим за откривање и поддршка на надарени лица во Грција. Кациулис е исто така добар сликар и пристоен пливач. Под 3. Ким Унг Јонг има потврден коефициент на интелигенција од 210. Со потврден коефициент на интелигенција од 210, корејскиот градежен инженер Унг Јонг се смета за мајстор од дете. На возраст од 6 месеци тој можеше да зборува и разбира корејски и други јазици. На возраст од 3 години тој веќе можеше да чита неколку јазици, вклучувајќи корејски, јапонски, германски и англиски јазик, како и решавање на сложени проблеми со пресметката што се изложени во живо на јапонската телевизија. Тој беше наведен во Гинисовата книга на рекорди под највисок коефициент на интелигенција. Под 2. Кристофер Хирата. Хирата има потврден коефициент на интелигенција од 225. Хирата бил генијалец уште од детството. На само 13 години тој се разбранува со добивањето златен медал на меѓународната олимпијада по физика. На 16 годишна возраст тој работеше во НАСА во низините мисии за освојување на Марс. На 22 годишна возраст тој докторирал на Универзитетот Принстон. Хирата е овластен детски гений. Тој е американски космолог и астрофизичар. Во моментов тој предава астрофизика во Центарот за космологија и физика на астрочестички. Под 1. Теренс Тао има потврден коефициент на интелигенција од 230. Надарен со неверојатен коефициент на интелигенција од 230, Теренс Тао е на прво место на оваа листа на најинтелигентни луѓе во светот. Тој е кинеско-американски математичар роден во Австралија, работи во хармонична анализа, парцијални диференцијални равенки, адитивна комбинаторика, ергодична Ремзи теорија, теорија на случаи матрици и теорија на аналитички броеви. На само 8 години Тао постигна оценка од 760 пред 1995 година. Доби докторат на науки од Принстон. На 20 и на 24 години стана најмладиот редовен професор на УКЛА. Доби инспиративни награди, како наградата за истражување на глина во 2003 година, меморијалната награда Бошер во 2002 година и наградата Салим во 2000 година. Се само неколку од нив. Најпаметните луѓе знаат дека секогаш останува нешто за учење, воглавно свесни за сите работи што не ги знаат.